Одлуката на Уставниот суд да го прекине мораториумот за градби до конечна оценка за неговата уставност ја усложнува и онака комплицираната урбанистичка состојба во центарот на Скопје. Имавме состаноци со северозападна градежната комора и така натака, за да им кажеме дека само ќе се вртиме во круг, оставете ни простор и време да го завршиме процесот во кој што сме почнале и сега не дојдовме до разбирање. Не успеавме да оствариме никаква соработка од општина Центар, затоа што ние бевме ставена во позиција дека ние сме непријатели. Дали судот ќе гурне клучното предизборно ветување на СДСМ и коалицијата во Центар, но и уставното право на граѓаните на хуман простор и заштита и унапредување на животната средина. Ова е една битка која дефинитивно ја изгубивме. Не мислам дека сме изгубиле војната. Добро, секаде може стокатници. Може. И секаде ќе се направи инсталација, инфраструктура и школи. Градот нема такав капацитет за таков начин на размислување. И додека Уставниот суд, општина Центар и градежниците секој на свој начин толкуваат дали мораториумот е уставен или не, председателката на антикорупцијската комисија отвори нова перспектива во случајот. Таа е сомничава кон постапувањето на уставните судии. Постојат елементи што Уставниот суд додека да донесе да прекинува некаков акт. Самото тоа патува на нешто. Барањата за одобренија за градби во општина Центар остануваат замрзнати додека судот не ја официјализира одлуката за привремено суспендирање на мораториумот. Но штом се објави во службен весник, пропаѓаат плановите кои се ревидираат и не се изгласани на совет, а иако спорни, се враќаат на сила дуповите кои беа под мораториум. Електронскиот системот за издавање на дозволи за градба, мислам дека колку вкупно такви закочени, да речам, барања за издавање на дозволи има, не би сакала да шпекулирам, но тие сите ќе можат да бидат ослободени. Јас себе вака ќе ви кажам илустративно неколку примери кои мислам дека може да ни се случат. Искрено верувам дека со тоа нема никого да поттикнам да го направи на дело, но она што ние го стопиравме е токму да се гради, например, една катна гаража во Зеленило, во сам центар на град, или да се гради еден огромен хотел на земјиште во Маџирмало, на кој сега планиравме да биде градинка, бидејќи тоа е потреба на граѓаните таму, или еден огромен блок кој треба да никне во, односно може да никне во Крњево. Професорката на архитектонскиот факултет и член на Комисијата за урбанизам во општина Центар Дивна Пенчич преку макети доловува дел од последиците од одлуката на Уставниот суд. Како пример за нехумано и непрофесионално планирање на просторот, го посочува планот за паркингот наспроти Holiday Inn, кој предвидува облакодери од 60 ката. Сегашната состојба навистина не доликува за градски центар и навистина треба да се гради овдека. Меѓутоа, што ќе се гради, сигурно не е ова што е предложено. Чи ова е еден нехуман простор, ќе видите еден размер на објекти. Ако е ова трговски центар, ова е капната гаража кај синдикалниот дом и ова се кулите од градски зид, можноста вака да изгледа, навистина представува несоодветно планирање. Овде според пресметките, колку е максимумот, 11.000 жители ќе живеат. Би можеле да живеат. Замислете колку е тоа. Можеме цела Источна Македонија, ако ги собереме градовите, колку имаат Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Делчево, сите да ги сместиме овдека. Па дали ни е тоа целта да ги селиме сите и тука да ги сместиме? Или ова ќе бидат град, стане град на духови? Затоа што ќе имаме празни трговски единици, ќе имаме празни станови. Мораториумот за мораториумот значи изгубен простор и кај фабриката Треска, вели професорката Пенчич. Тој долго време е предмет на интерес на многу инвеститори, но до сега никој не е смогнал сили да го реализира. Ова е важечкиот план, со кој никако не се сложуваме. Гледајте ги неговата големина во однос на околината. И сега вака, со ваква изграденост не изгледа таму преизградена, како ќе изгледа кога овие се толку големи. Повторно ќе имаме проблем на излегување, на собирање на отпад, каде ќе одат децата во градинка. Тука има една мала градинка која ни сега не е доволен капацитетот. Школото Песталоци кој е блиску или 29 ноември и сега се преоптеретени со деца.
Интересно е дека како ги планираат трафостаниците, во секој од овие треба да има трафостаници. На ништо нема да личи. Децата ќе не играат околу трафостаници. Одлуката привремено да се прекине мораториумот додека Уставниот суд не одлучи финално дали е уставен или не, ќе нанесе ненадоместлива штета, вели професорката Пенчич. Но градежните компании преку коморите се жалат дека штета трпи и секторот и сметаат дека мораториум ниту е законско решение, ниту е крај на проблемите со урбанизмот во Центар. Ние како градежна комора поддржуваме исклучиво квалитетни, детални урбанистички планови. Мислите дека се И квалитетни тие кои што немаат обезбедено паркинг простор, Детални нула урбанистички- зеленило, никакви услови за хумано живење. Значи, деталните урбанистички планови кои што претходно ги донеле институциите на општината, значи треба да сносат санкции за тоа што го донеле. Постоело урбана мафија. Меѓутоа, дали градежниците се мафија или урбанизамот, или тие што го носат деталниот урбанистички план? Значи, треба малце пошироко да ги поставиме сите работи и не може да се детектираат сите слабости и проблеми во градежниот сектор кои што не носи детални урбанистички планови. Зошто Општина Центар успеа да ревидира и изгласа само 2 од вкупно 31 проблематичен план, професорката Пенчич образложи за 360 степени пред една недела. Ние дојдовме до план кој е пред донесување на Совет, кој ги поминал сите. Општина Центар комисија, град Скопје, Министерство за транспорт и врски. И па не може во таму да пишува Свети Никола или Штип. А ние гледаме план за Центар. Тоа значи дека никој не ги прочитал. Или и да ги прочитал, кога ќе се даде забелешка на планерот, тој вика добро ќе поправам и нема да поправи. Ние како комисија гледаме, даваме забелешки и потоа не добиваме назад или немаме можност или нели тоа трае со години да го видиме крајниот документ. Сепак, од градежната комора уверуваат дека нема да градат додека Уставниот суд не го расчисти случајот. Според нив работите стигнале толку далеку по вина на општината. Зошто тоа заеднички не го ставиме во временска рамка? Наредниве 6 месеци ќе дадеме, ќе ангажираме се што постои во оваа држава, сите планери, ќе се вклучиме сите градежни компании, сите урбанизми кои што постојат и тоа ќе го завршиме во одредена временска рамка од 6 месеци. Па зошто не го побаравте тоа? Затоа што ние како градежна комора поднесовме барање за да склучиме меморандум за соработка со Општина Центар. И ние до поднесување на иницијативата не успеавме да оствариме никаква соработка од Општина Центар, затоа што ние бевме ставена во позиција дека ние сме непријатели. Што е апсурд. Општина Центар не смее да донесе одлука за нов мораториум. Има други правни лекови, вели градоначалникот Богдановиќ, но засега не посочува конкретни чекори. Ако мнозинството суди во уставен кои привремено го стопираа мораториумот, по 1 месец и дефинитивно го прогласат за неуставен, тогаш на Центар не му бега бетонирање на бетонизацијата. Председателката на Општинскиот совет Белчева, која активно работеше на ревидирање на доповите, се уште сака да верува во нешто што се чини неостварливо. Да завладее човековото достоинство, да се ослободиме од сите коруптивни спреги и од сите други кои го попречуваат патот за нормален развој на оваа земја и да ги достигне оние вредности кон кои ние како обични граѓани целиме.